почитувани министри за култура на Народна република Кина и на земите од Централна и Источна Европа, почитуван министар за култура на Република Северна Македонија, почитувани заменици министри за култура што сте присутни овде со нас и државни секретари, почитувани екселенции, господа амбасадори и дами амбасадорки, почитувани дами и господа, почитувани присутни. Дозволете ми најпрво да ги поздравам сите присутни денеска, да им се заблагодарам на организаторите, односно на Министерството за култура на Република Северна Македонија како домаќин на овој настан и да истакнам дека ми представува посебно задоволство да се обратам на денешниот 4-ти форум за културна соработка помеѓу Народна република Кина и земите на Централна и Источна Европа. Република Северна Македонија со богато историско и културно наследство има значајна улога во промовирањето и интензивирањето на културната соработка меѓу земите на Централна и Источна Европа и Народна република Кина. Минатата година во Скопје беше отворен и започна со работа Координативниот центар за културна соработка помеѓу земите од Централна и Источна Европа и Народна република Кина, при што заложбите на овој центар се во насока на следење, унапредување и афирмирање на меѓусебната културна соработка. Задоволство ми е да најавам дека во рамките на денешната конференција попладнево ќе биде представена и веб платформата која ќе се користи како основна алатка во работата на Координативниот центар и ќе придонесе за подобра координација на сите културни активности помеѓу земите учесници на оваа платформа. Воедно, очекувам истата во иднина да прерасне во културно-информативна платформа корисна за сите заинтересирани страни од целиот свет. Почитувани, уште од основањето на иницијативата 16+1, а сега веќе 17+1, Република Северна Македонија имаше активна и конструктивна улога во остварувањето на целта да се унапредува соработката меѓу Кина и земите од Централна и Источна Европа. Во таа насока би сакал да нагласам дека во целиот изминат период ние силно ја поддржуваме оваа иницијатива и веруваме дека во иднина постои голем потенцијал таа уште повеќе да се унапреди, што ќе донесе секако и до нов бизнис и економски потенцијал за меѓусебна соработка, како и реализација на проекти од различни области. Инаку, во однос на билатералната соработка помеѓу нашата земја и Народна република Кина, треба да се каже дека двете земји имаат добри политички односи кои позитивно влијаат на јакнењето на економската соработка помеѓу двете земји, но и соработката на сите останати полиња на секојдневниот живот. Би сакал да истакнам дека во изминатите неколку години Народна република Кина редовно се појавува на листата на топ 10 земји со кои Република Северна Македонија има најголем обем на трговија, рангирајќи се на 7-то место во 2018 година. Сепак, би сакал да истакнам дека се уште има доволен простор и можности за натамошно унапредување на соработката во сите области, особено во економската соработка, трговската размена и инвестициите, но секако и во делот на културната соработка. Токму, во однос на културната соработка, сакам да нагласам дека големо е задоволството да се присуствува денеска на овој значаен настан, со кој отвараме ново поглавје во меѓународната културна соработка. Оваа иницијатива представува изворедна можност за сите нас, без оглед на нашата големина и ресурси, да се вклучиме и сите заедно да придонесеме за унапредување на нашите врски, како на билатерален, така и на мултилатерален план. Културата и понатаму останува една од ретките отворени врати, сила која обединува и успева да ги надмине границите и поделбите, да ги негува и промовира различностите во секој аспект. И токму заради тоа, јас знам дека со поголема културна соработка може да се надеваме на поголема економска соработка. Дами и господа, живееме во време кога сите се соочуваме со многу предизвици кои бараат фокус и работа насочени кон создавање можности за економски развој и услови за подобрување на животниот стандард на нашите граѓани. Република Северна Македонија конзистентно работи на исполнувањето на потребните реформи на патот за влез во Европската унија и скорешното членство во НАТО. Воедно, владата продолжува со активности насочени кон подобрување на деловната клима,
што влијае на економскиот раст, развојот на приватниот сектор и нови можности за вработување. Дозволете ми уште еднаш да го изразам задоволството од одржувањето и од вашето учество на овој значаен форум. Со вашето учество давате можност за нашата соработка да расте, да се унапредува и овде, помеѓу сите земји од Централна и Источна Европа и со големиот партнер Народна Република Кина. Убеден сум дека и освојувањето на заедничката декларација од Скопје, со која се повторува и се истакнува заложбата за понатамошно зајакнување и придонес за поефикасна соработка од областа на културата, ќе ја поттикне и соработката и во сите други клучни теми од иницијативата за подлабоки врски на соработка помеѓу земјите од Централна и Источна Европа и Народна Република Кина. Посебно го споделувам задоволството од премиерот на Народна Република Кина, која што со посебно внимание го посвети токму на сегментот културна соработка помеѓу земјите од Централна и Источна Европа и Народна Република Кина. Изразувајќи уште еднаш голема чест за вашето присуство овде и честа која што е добиена токму ние да бидеме предводници на областа култура од севкупната иницијатива на 17+1. Ви посакувам пријатен престој на сите во нашата земја, унапредување на нашата соработка и секако да понесете добри спомени од Република Северна Македонија. Ви благодарам.